Во студиото со вас, Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Пратениците се вратија на работа. Измените во законот за прекршоци добија зелено светло, како прва точка на новата седница. Обвинителството сослушува сведоци и анализира докази, но и обвинува за политички прогон, што покажа инспекцијските контроли. Стабилноста на Влен пред нов тест. Партнерите на Таравари демантираат нивна соработка со ДУИ. 30 дена притвор за членот на обезбедувањето на Мицковски. За службени документи од МВР барал 50.000 евра. Го фатиле со помош на сведок. Расте бројот на загинати од земјотресот во Мјанмар. Меѓународните хуманитарни организации апелираат за итна помош. Овие вести во живо со детали за првата собраниска седница по 2 недели пауза. Останете со нас, почнуваме веднаш. По 2 недели пауза, пратениците од денеска повторно се во пратеничките клупи. Прва точка на новата седница денеска беа токму измените на законот за прекршоци со кој треба да се зголеми безбедноста. Седницата ја следеше колешката Катерина Нешкова. Имаме во живо во овие вести. Катерина, како помина првиот работен ден по 2 недели пауза на пратениците? Да, по 2 недели и силните критики на јавноста дека народните избраници не најдоа за сходно да се соберат и да работат како што велеа реакциите по онаа страхотна несреќа во Кочани. Денеска имавме неколку собраниски комисии, но и 2 собраниски седници. Може да се каже дека помина во една конструктивна атмосфера, имајќи предвид дека измените кои што се однесува исто така на оваа страхотна несреќа се однесуваат на употребата или забраната за употреба на пиротехника во затворен простор и присуство на малолетници во угостителски објекти по полноќ беа поддржани и од власта и од опозицијата. Трагедијата во Кочани и пожарот во Кочанската дискотека беа дел и од оние политички дискусии надвор од собраниската сала, особено имајќи предвид дека опозицијата бара анкетни комисии за овој случај, но се зборува нели за лидерска средба која што ја предлага Филипче. Деталите за тоа како протече собранискиот ден во прилогот. Ужасната трагедија од Кочани во центар на собраниските активности денеска, откако пратениците заеднички договорија 2 недели да не одржуваат седници, повикувајќи се токму на несреќата. Пленарната седница денеска почна со едноминутно молчење во знак на почит на 59 жртви од пожарот во Кочанската дискотека. Првата точка од ново закажаната седница пак беа законските измени за забрана на пиротехника во затворен простор и построги казни за пропуштање на малолетници во угостителски објекти после полноќ. Иако се на предлог на власта, поддршка најави опозицијската СДСМ која вели ќе има амандмани со уште построги казни. Генерално се стеснува обрашот спрема користењето, односно ризиците со пиротехника во затворен простор. Исто така, со законот се предвидуваат и механизми и регулатива со која што на прекршителите глобите се зголемуваат, некои се двојни, за оние со повторени прекршоци дури се предвидува и мерка притвор. Исто така, мораме да укажеме дека со законот и полицијата ќе добие зголемени надлежности. Денес е на дневен ред потребата од донесување во скратена постапка за законот за јавен ред и мир. Ќе го поддржиме со тоа што ќе имаме одредени амандмани по донесувањето на потребата во делот на прекршочните одредби. Казните за користење на огромет факел или друг вид на пиротехника ќе се движат од 200 до 250 евра за тој што ќе ги користи, па се од 1000 до 10.000 евра за самата фирма. За затекнат малолетник во ноќен локал по полноќ, казните се движат од 500 до 5000 евра за угостителот, зависно од големината. Трагедијата во Кочани беше дел и од политичките пораки надвор од собраниската сала. Лидерот на СДСМ Венко Филипче ни потврди дека утре ќе го објави планот за лидерска средба во парламентот со Мицковски токму на оваа тема.
Опозицијата се уште стои на ставот дека по официјалната истрага во собранието треба да се формира и анкетна комисија за одговорност за пожарот во дискотеката Пулс, со цел да се избегне, како што велат, селективна правда. За СДСМ првично прифатливо е надлежноста на оваа комисија да ги опфати предметите за пожарот во модуларната болница во Тетово, но и несреќата со автобусот на Дурмотурс, како што побараа од ВМРО ДПМН. Катерина, ете, слушнавме дека планот на лидерот на опозицијата Филипче е утре да ги објави деталите во однос на лидерската средба, но има ли некакви информации од собранието, дали воопшто е доставено некакво барање за формирање на анкетна комисија за трагедијата во Кочани? Па до она што можевме да го слушнеме од СДСМ, анкетна комисија би се формирала дури од како ќе помине истрагата. Значи на оваа анкетна комисија на која што горе доле усогласени ставови можно е да имаат власта и опозицијата, ќе видиме некаде за неколку месеци. Но и Демократската унија за интеграција овие денови бараше анкетна комисија, собраниска комисија која што ќе се однесува на истрагата за Кочанската дискотека, жалејќи се на селективна правда. Според нашите информации, пратеничката група на ДУИ попладнево поднела вакво барање, но тоа било подпишано со 16 пратеници, а за да постои ваков предлог се потребни најмалку 20 пратеници и поради тоа од кабинетот на Гаши го вратиле ваквиот предлог како нецелосен. Во меѓувреме само да споменеме и дека големи се шансите денеска да поминат и оние законски измени во целост што се однесуваат на пиротехниката и малолетниците, имајќи предвид дека во попладневните часови, па дури во вечерните часови се планираат собраниски комисии и се планира пленарна седница на која што ќе бидат конечно изгласани измените и тие да стапат во сила веќе од наредната недела. Катерина Нешкова, благодарам за овие информации. Оставката на градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов, која во притвор како дел од осомничените за пожарот во дискотеката Пулс, поминала на владина седница, потврдија од владината прес-служба. Од таму информира дека согласно закон, откако одлуката ќе биде објавена во службен весник, Советот на општината има рок од 30 дена да избере веде градоначалник од редовите на актуелните советници. Папазов поднесе неотповикливо оставка од функцијата градоначалник на Кочани ден по пожарот во дискотеката. Во рамки на предистражната постапка беше приведен неколку дена по трагедијата и се уште е во притвор. Двајцата негови претходници Илиев и Димитровски по жалбената постапка завршија во куќен притвор. Сите тројца се сомничат дека не ги извршиле своите правни обврски со што овозможиле кабарето да работи иако не ги исполнува законските услови. Продолжува сослушувањето на сведоците и анализата на доказниот материјал, вела денеска во информацијата од јавното обвинителство поврзано со постапката за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Од ДУИ пак повторно обвинуваат дека се врши политички прогон. Јавното обвинителство е во потрага по докази за трагедијата во Кочани. Во 11-тиот ден од почетокот на предистражната постапка се повикуваат сведоци на распит, се спроведуваат тековни анализи и вештачења. Под лупа, како што велат од обвинителството, се повеќе институции кои овозможиле работа на дискотеката Пулс. Јавните обвинители од тимот која води предистражната постапка континуирано преземаат повеќе истражни дејствија за обезбедување докази. Таквите дејствија кои вклучуваат распити, анализи и вештачења од голем обем и во однос на повеќе различни институции се во тек и денеска. Меѓутоа, за да се зачува тајноста на постапката и да се спречи компрометирање на доказите, обвинителството не е во можност во моментов да открива повеќе детали за активностите. Предходно обвинителството објави дека за расветлување на случајот правени се претреси со кои се одземени мобилни и компјутери, а финансиското работење на диското го проверува и финансовата полиција. Планиран е распит на повеќе од 300 сведоци. Во опозицијската ДУИ обвинија дека истрагата е политички водена и како што велат фарса во одбрана на вистинските виновници. Полициските структури, секако политички помогнати од власта, создаваат нова приказна во која ниту еден полициски раководител, ниту еден началник, ниту еден раководител на полицијата не е виновен. Напротив, обвинет е поранешен министер за економија, човек кој никогаш не стапнал во Кочани. По трагедијата во која загинаа 59 лица, а над 200 се повредени, почна интензивна проверка на лиценци и дозволи за работа на угостителски објекти, градежни компании и училишта, колективни згради. Кај сите се проверува и системот за противпожарна заштита.
Во делот на угостителските објекти контролите траат кај објектите за прослави и сите надлежни институции во делот на контролите ги прават потребните проверки, велат од владата. Првичните проверки покажаа дека голем дел од објектите имале истечени лиценци, но не ги исполнувале ниту минималните услови за работа. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Во болниците во странство во моментов има 80 пациенти, а 20 од повредените во Кочани се на лекување во земјава. Според последните информации од здравствените власти, тројца повредени се уште се во критична состојба. Подобрена е состојбата на еден од четворицата најтешко повредени во пожарот во дискотеката во Кочани, кои се на лекување во странство, информираше министерот за здравство. Тројца се уште се во критична состојба. Едниот пациент кој што беше критичен сега е многу подобар е и веќе бројката на покритични пациенти се намалува на 3. Меѓутоа ова не значи дека така ќе продолжи. Кај некои пациенти за жал има флуктуација во нивната здравствена состојба. Денеска во земјава ќе се вратат уште 20 од повредените кои беа згрижени во Полска и Белгија. Во странски центри во моментот има 80 пациенти, а 20 се на лекување во македонските болници. Оваа недела ги очекуваме повторно полесните пациенти да се враќаат, тие што се рехабилитирани комплетно. За тие потешките веќе ќе разговараме од идната недела. Кажав дека имаме неколку опции, 8 септември да адаптираме центарот, ковид центарот кај што беше. Центарот за рехабилитација во Козли исто така е подготвена со повеќе кревети. Меѓутоа имаме понуди и од надвор од државата кои би биле рехабилитирани подолгорочно, нормално без трошоци од државата. Меѓутоа за тоа веќе почнуваме од идната недела да зборуваме кога веќе ќе се најавуваат потешките пациенти. Во меѓувреме тимови со специјалисти од повеќе области неколку дена во неделата ќе одат во Кочанската болница за одблиску да ја следат состојбата на повредените кои се пуштени на домашно лекување. Александар Динев, Сител телевизија. Стабилноста на Влен пред нов тест. Партнерите на Таравари демантираат нивна соработка со ДУИ. 30 дена притвор за членот на обезбедувањето на Мицкоски. За службени документи од МВР барал 50.000 евра. Го фатиле со помош на сведок. Коалицијата вреди пред нов тест, откако Таравари објави дека сите поединечно имале контакти со ДУИ и најави засебен настап на локални, стигна демант од неговите партнери. Дали ваквите несогласувања само потврдуваат дека во коалицијата има поделени ставови. Таравари не крие дека во вреди не цветаат рози, но е прилично јасен дека не планира да ја напушти владата. Останувате во влада? Да, секако. Има едно незадоволство од функционирањето на Влен, тоа е повеќе поради тоа што има една десинхронизација меѓу партиите кои што се дел од Влен. Договорот околу локалните избори тежи на новата коалиција во албанскиот политички блок откако Таравари предложил самостоен настап на советничките листи, позиција која останатите лидери ја одбиле. Ваквиот развој на настаните го отвори прашањето дали Таравари гради мостови до Ахмети и прави простор да се повлече од јатото на Касами и Гаши. Контакти има, признава министерот за здравство, но исти такви контакти тврди дека имаат и останатите партнери во вреди. Барем пратениците комуницираат едни со други. Никој не може да каже дека една партија комуницира само внатрешните членови едни со други. Со ДУИ немаме и не сакаме да имаме ништо бидејќи се корумпирани. Синхронизирано во одвоени соопштенија вратија партнерите на Таравари. Демократското движење нема и нема да има никаков вид соработка со корумпирана партија каде низините врвни функционери се ставени на црната листа на САД за корупција, реагира од партијата на Меджити. Вреди има смисла само додека одржува политичка дистанца од ДУИ, соопшти Беса. Проценуваме дека нема причина или потреба да комуницираме со партија која што е на американската црна листа на недипломирани студенти, која кај албанците ќе биде запаметена само по корупција, криминал и злоупотреба на моќта, соопшти од Алтернатива. Последните анкети на јавното мислење покажуваат дека Таравари има најголем рейтинг меѓу лидерите на вреди, што го прави атрактивен плен во пресред на локалните избори. Александар Спасовски, Сител телевизија.
30 дена притвор за членот на обезбедувањето на Мицковски за службени документи од МВР кои се воделе како службена тајна, барал 50.000 евра. Обвинителството објави дека успеале да го фатат со помош на сведок, на кој му дозволил и да направи видеоснимки од документите со кои барал пари. 30-дневен притвор во Шутка доби членот на обезбедувањето на премиерот Мицковски Ангел Самараков, кој е осомничен за одавање на службена тајна. Полицајецот од 6-та управа предвадена беше фатен пред хотел во Велес, а во БМВ-то полицијата му нашла ранец полн со службени материјали од МВР, пошто беше уапсен. Според истрагата, тој во автомобилот документите му ги покажувал на сведок во постапката, а со нив планирал да изнуди 50.000 евра од друго лице. Осомничениот како службено лице вечерта на 30 март на паркинг просторот пред хотел во Велес се сретнал со неповикано лице, сведок во постапката и му покажал службени документи на МВР што представуваат службена тајна. При тоа му дозволил на сведокот истите да ги снима, кажувајќи му кој документ за што се однесува. На овој начин осомничениот од користолюбие, а со цел да бидат објавени на социјалните мрежи, сторил достапни службени документи што представуваат службена тајна со цел да прибави паричен износ од 50.000 евра од лицето за кое се однесувале документите, велат од основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. За ова кривично дело казната затвор е најмалку 1 година. Од опозицијската СДСМ прашуваат како обезбедувачот на премиерот Мицковски имал пристап до тие документи, односно кој му ги дал доверливите информации. Ако премиерот на држава се обкружува со луѓе кои саботираат полицијата и им пренесуваат тајни на криминалци, тогаш прашањето е кој навистина ја води државата. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара итна и целосна истрага. Бараме политичка и институционална одговорност. И бараме граѓаните да знаат што се случува за затворените врати на оваа власт. ВМРО ДПМН пак велат дека наместо опозицијата да ја поздрави акцијата на МВР, каде што за криминалците нема да има милост, без разлика од која партија се, но опозицијската СДСМ и смета што се апсат сите кои несовесно се однесуваат во службата. Ако не апси МВР лица блиски до ВМРО ДПМН, тогаш СДС обвинува за селективност. Ако апси МВР блиски до ВМРО ДПМН, тогаш СДС обвинува нешто друго. Човек крај не може да им најде на овие луѓе, но тоа нема да не поколеба да водиме безкомпромисна борба против корупцијата и злоупотребите. По апсењето на Самараков од владата известија дека истрагата ќе покаже што точно се случувало, но дека безбедноста на премиерот не е загрозена. Документите и лицата вмешани во истрагата не се поврзани со наркокланот од Грчец, велат од обвинителството. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Што покажаа контролите на општините, кој ќе биде одговорен ако стамбените згради немаат ниту хидранти, ниту противпожарни апарати, кој ќе ги плаќа трошоците за зголемување на безбедноста. По тема на денот со претседателот на ЗЕЛС Орце Ѓоргиевски. Пензионерите денеска на сметка ја добија втората рата од покачувањето на пензиите. Власта вели дека го исполниле ветувањето за 5.000 денари линеарен раст на пензиите. Од Сојузот на пензионери се задоволни од покачувањето, но апелираат ова да не биде причина да се загубат други права кои ги користат пензионерите, како што е бесплатното болничко лекување. На сметките на над 340.000 пензионери легнаа повисоки пензии за 2.500 денари, со што практично тие го добија најавеното линеарно зголемување од вкупно 5.000 денари. Со ова, минималната пензија во државата станува 18.192 денари, просечната пак веќе е на 60% од просечната плата и изнесува 26.211 денари. Пензионерите задоволни велат ова е показател за подобрување на материјалниот статус на корисниците. Битно е дека ова зголемување овозможува исто така да се подобри и соодносот меѓу просечниот износ на пензијата, односно колкаво е учеството на пензијата во просечната плата и веќе се со ова зголемување тој сооднос изнесува 60% во однос на просечна плата, а тоа е мерило во пензијскиот систем за вредноста на пензијата.
Пратениците во собранието дадоа поддршка на законските измени со што практично ќе се укине линарното зголемување во иднина и ќе се врати старата методологија на усогласување. Со тоа, од септември пензиите ќе се усогласуваат 50% според индексот на трошоците на живот и 50% според порастот на просечната плата. Премиерот вели го исполниле ветувањето. Повеќе од 300.000 пензионери ќе имаат повисоки пензии за 5.000 денари. Да, Македонија има многу проблеми. Да, проблеми има во секој дел од општеството, но затоа сме ние тука да ги решаваме проблемите. И со решавање на проблемите, Македонија ќе биде повторно горда, а на овој начин Македонија ќе биде повторно важна. Но опозицијата предупредува дека растат трошоците на живот, а платите на работниците тапкаат во место. СДСМ денеска се обиде во собраниска процедура да поднесе предлог закон за замрзнување на придонесите, со што очекувањата се дека би пораснале и платите. Со оваа мерка платите може да се зголемат од 3.000 до 15.000 денари. Компаниите ќе бидат ослободени од плаќање придонеси за зголемениот дел. 400.000 работници со плата до 65.380 денари ќе добијат повисоки плати. Ова е ударна економска мерка за поголеми плати. За работниците, за стопанството, за економијата. Меѓутоа, не добија поддршка од колегите од владеачкото мнозинство за изгласување потреба за носење на измени, па предлогот им падна во вода. Даниел Василев, Сител телевизија. Првиот синдикалец врати на обвинувањата од власта една година и тој и сите функционери да примаат по 500 евра плата, ама да гласаат и минималецот за работниците да биде 30.000 денари. Незадоволни од последната одлука на владата, утре излегуваат на протест. Председателот на ССМ возврати на нападите од ВМРО ДПМН. Подготвен сум да живеам со 30.000 денари. Ако утре го смените законот и сите избрани и именувани функционери да земаат 500 евра плата, но исто толку да биде и минималецот. Трендафилов смета дека е несериозно пратеник со 118.000 денари да го осудува председателот на ССМ кој зема 3 пати помалку од него. Од утре мене и нив платата да не биде 500 евра, но заедно да изгласаат закон за измени и дополнување на законот за минимална плата и работниците да добијат 500 евра минимална плата. Јас и тие една година ќе примаме минимална плата од 500 евра и јас немам никаков проблем со тоа и ги повикувам следниот пат текстот кој ќе го внесат во Идиотот и кога ќе читаат од Идиотот да прочитаат дека тие се согласни, цела влада, цел парламент, сите избрани и именувани лица, директори, шефови и раководители и што уште не, кои се ухлебани на државна сметка цел живот, да примаме плата 500 евра минимална, колку што ќе примаат близу 200.000 работници во Македонија. Обвинувањето од ВМРО ДПМН кон првите лица од ССМ продолжуваат и денеска. Петрушевски објави дека Трендафилов за 14 месеци инкасирал нешто на 27.000 евра, додека Манасиевски за подпредседателот на ССМ Пешевски вели дека дебело профитира врз грбот на работниците. Дали Иван Пешевски е гласен синдикалец затоа што зема 80.000 денари плата? Синдикалците на батерии се прочитани. Според информациите кои до нас ги доставија свиркачи од ССМ, на кои им е прекуглаво злоупотребите на Трендафилов и Пешевски, овие двајца дебело профитираат. Имено, според информациите кои ги добивме, платата на Пешевски, кој деновиве глуми загрижен синдикалец, е 3 пати поголема од минималната. Незадоволни што минималната плата се зголеми колку што е законскиот минимум, односно за 1.800 денари. Утре синдикалците во 12 часот и 5 минути пред собранието ќе го почнат маршот со порака: не може да има за пратениците, а да нема за работниците. Оттаму ќе се упатат до Стопанската комора, а ќе завршат пред владата. Наташа Мерисовска, Сител телевизија. Пратениците ја усвоија потребата за законски измени со кој субвенциониран оброк ќе добиваат и студентите кои се редовно вработени. Станува збор за околу 4.000 студенти, од кои најголем дел се на постдипломски студии. И вработените студенти ќе имаат плюс 140 денари дневно на нивните сметки. Законот за измена на субвенциониран студентски оброк доби зелено собраниско светло за да почне процедурата за негово носење. Со оваа измена на законот плюс 4.000 студенти ќе добиваат 840 денари на неделно ниво за оброк.
Со овие измени пред нас ние предлагаме субвенциониран студентски оброк да можат да добијат и постдипломците, да можат да добијат и студентите на интегрирани студии на државните и приватните универзитети низ државата, како и индивидуалните земјоделци и студентите кои се во работен однос до минимална плата. Иницијативата за проширување на опсегот на мерката доаѓа токму од студентите, меѓутоа за зголемување на сумата за оброк младите ќе си почекаат до година. Значи, минатата година сумата на оброкот беше зголемена за 20 денари, од 120 на 140 денари, а со што зголемувањето ја надмина тогашната инфлација, бидејќи секоја година треба да се зголемува сумата во висина на инфлацијата. За оваа година го зголемуваме опсегот, а за следната академска година ќе биде побарано зголемување на сумата за сите корисници, за висината на инфлацијата на оваа и следната година, затоа што првично сметавме дека подобро да се прошири опсегот, а потоа за сите да биде зголемена и сумата. Парите што државата им ги дава на студентите се за јадење, но нема контролен механизам за тоа дали студентите некогаш со тие пари ќе си купат цигари или алкохол. Пари за јадење од државата земаат и студентите од соседството. 3,5 евра студентите во Словенија. Бугарите јадат во специјализирани мензи, плаќаат половина од сумата за оброкот што го јадат. Младите во Србија сами си одредуваат цената за оброкот која студентите ќе ја плаќаат. Во просек за појадок, ручек и вечера имаат субвенција 39% од оброкот. Габриела Лескова, Сител телевизија. Владата ја усвоила информацијата од Министерството за транспорт во врска со доставените писма за интерес од општините за набавка на еколошки автобуси за јавен превоз. Како што информираат владата, имајќи ги предвид финансиските средства обезбедени во рамки на буџетот на Министерството за транспорт за оваа намена, предвидена е набавка на 120 еколошки автобуси, од кои 80 се за ургентните потреби за обнова на возниот парк на ЈСП Скопје и подобрување на јавниот превоз, а останатите 40 ќе бидат распределени согласно економската оправданост и реалните потреби на секоја од единиците на локалната самоуправа. Набавката на еколошките автобуси за јавен превоз, како што велат од владата, ќе придонесе за подобрување на квалитетот на услугите за граѓаните, како и намалување на загадувањето на воздухот во општините, одржлив развој и заштита на животната средина.